Почитувана јавност, почитувани медиуми, почитувани колеги, добро е што денес владиното мнозинство е во голем број, бидејќи овој закон е од суштинско значење за стандардот на сите домакинства во Република Македонија. За сите оние кои што не сте членови, не присуствувате на Комисијата за финансирање и буџет, која што вчера заврши, имавме амандман со кој што баравме да државата уште цела 2023 година ја наплаќа цената на електрична енергија со 5% данок. Истиот амандман од страна на владата беше одбиен. Со овој закон бараме и алармираме да помогнете како вистински представници на граѓаните, кои што ги штитите интересите на граѓаните, а не на партијата и коалицијата и на владата, да останете доследни на она кое што го зборувавте минатата година кога се покачуваше цената електрична енергија и ветувањето на секој еден од вас и на владата која што велеа тогаш, има и стенограми, се додека трае кризата, ДДВ-то за електрична енергија ќе биде 5%. Кризата не само што трае, незиниот интензитет е зголемен. Денес живееме во многу поголема криза, неголи пандемијата, неголи оние минатогодишните кризи. Факт е дека со оваа влада и со оваа коалиција секоја година живееме полошо. Тоа покажуваат сите бројки. Но и факт е дека како народни избраници и пратеници треба да го штитите интересот на граѓаните, во конкретниот случај економската, ако може да се каже, благосостојба. Далеку сме од благосостојба, тоа го зборува и првиот во владата, но како пратеници имате можност барем 1/3 од тоа кое што ќе се покачи да го намалите со она за кое што ќе го поддржите овој закон. Министерот за финансии, господинот Бесими, целата расправа за буџетот ја започна во една колумна на 5 ноември, во кој што велеше дека буџетот не е само серија бројки на хартија, тоа е отворување на нашите вредности, и го цитираше Обама. Во ред, и сега ме прашувам сите од владиното мнозинство, дали е вредност да во помала криза им велите на граѓаните ќе имате 5% ДДВ за електрична енергија и тоа ќе трае се додека оваа криза трае, и кога таа криза не завршила, дошла поголема криза со разузнавачка моќ по буџетите на семејствата, да си ги заборавите ветувањата кон граѓаните и да барате покачување за цели 5%. Почитувани пратеници, цената на електрична енергија за домакинствата од кога сте вие на власт е покачена за 42%. Вчера излегува последните информации во кои што ни кажуваат дека сме шампиони по инфлација во Европа и пошироко. Секаде има криза, секаде се живее потешко од претходно, но кај нас е најголема и се живее најтешко. Бадијала ќе биде, и попустова зборувам за пеховите на неспособниве на Илинденска. Тоа го знаете и вие, го знаат и граѓаните, го знаеме и ние. Дајте како пратеници да си држиме до зборот. Многу пратеници од вас се јавуваа на оваа говорница, на говорницата во салата Борис Трајковски, и ветуваа дека нема да има покачување на ДДВ-то за електрична енергија. Денес, по наредба на неспособните од Илинденска, си го показувате сопствениот збор на штета на граѓаните, на штета на благосостојбата на граѓаните. И тоа мора да престане сега и веднаш. Воспротивно, ќе бидете запаметени како владино мнозинство
кој што поддржува буџет во кој што премиерот и претседател на СДСМ троши 656 милиони за договорни услуги во владата, и тоа сте го поддржале, дека сте поддржале дека згора на тоа, како што велеше преходниот, уште 30 милиони за разни трансфери и уште плюс 10 милиони за договори на дело. Тоа го поддржувате, а 700 милиони или околу таа бројка, која што ќе значи заштеда на граѓаните, с тоа што ќе остане 5% ДДВ-то за струја, да не го поддржите. Очекувам да му кажете и на премиерот, и на останатите, дека досега, од 1 јуни 2017 до 1 декември 2022, неспособниве во владата потрошиле 20 милиарди и 500 милиони евра. 20 милиарди и 500 милиони евра се потрошени пари од страна на неспособните во власта. Како пратеници, очекувам пред целиот СДСМ да го викнат премиерот овдека, да му кажат да стане, да го види цела сала и да каже дека се откажува од договорни услуги и привремени вработувања во неговиот кабинет на сметка на тоа да не се покачува цената на ДДВ-то кој што го плаќаме за електрична енергија. Воспротивно, ви кажав, ќе останете запаметени како пратеници кои што повеќе се грижат за интересите и хировите на најнеспособната влада која што некогаш имала Македонија, шампиони по инфлација, шампиони по пат на стандардот и сиромаштија на граѓаните, ама со кабинет на влада кој што има по 700, по 800 милиони за договорни услуги и привремени вработувања. Ќе останеме како собрание запаметени дека немаме за студентите, иако се залагаме дека се нашата иднина, дека немаме за електрична енергија да намалиме ДДВ, а се колнеме дека ќе им го подобриме животот на граѓаните пред секои избори, ама имаме 500 милиони евра во буџетот за разни трансфери, кои што ги гласате на комисија. Не ми дофрлајте од место, излезете овдека и кажете им на граѓаните зошто тие помалку вредат од кабинетот на премиерот и парите на граѓаните кои што тој ги троши за разни советници. Благодарам.